не знам кој пат, за да поднесам барање министерот да донесе решение по жалбата која ми беше доставена од 9.9. оваа година. Инаку се работи за боледување кое неправедно ми го прекина лекарските комисии во Тетово на 17.4.2014 година, Велики четврток, потоа го обжалив истото. Да кажеме, вие сте болен од Јас сум болен од срце со... И колку време сте на боледување? Јас на боледување бев 5 месеци, од 13.11.2013 година, кога добив втори инфаркт, бидејќи првиот ми беше многу поодамна, така да бев задржан во клиничката болница во Тетово, а потоа препратен на лекување во Скопје, каде лекарите констатираат дека мојата здравствена состојба на вистина е многу лоша и јас не можам да го издржам психичкиот и физичкиот напор кој се наоѓа во на работното место. Со диагноза сте? Со диагноза исхемична кардиомиопатија, напредна кардиомиопатија од исхемично потекло, ниска пумпна снага на левата комора, односно намалена F клиничка состојба и покрај обтежната терапија повремено се влошува, особено при напор. Неможност за корекција на диагностицираната коронарна болест поради карактерот на промените на коронарните садови, инсулинозависен диабетес, други стомаски болести кои ќе ви ги приложам во документацијата. Лекарите сугерираат дека вие треба да лекарите сугерираат да јас да мирувам, но за жал лекарските комисии при ФЗОМ Тетово на 17 и на 22.4. ми го прекина боледувањето. Поради тоа, според напаствијата на наодот и мислењето, ми дадоа решение со кое го се обжалив кај министерот за здравство на Република Македонија, господинот Никола Тодоров, од 7.5.2014 година. За жал, решението, конечно решение по жалбата беше донесена после цели 3 месеца и покрај тоа што беше под мониторинг на Народниот правобранител и Хелсиншки комитет и Транспарентност Интернешнл, така да иако министерот донесе позитивно решение каде што укажа дека решението од Фондот за здравствено осигурување на Тетово е неправилно донесено, односно лекарските комисии немало право да го прекина боледувањето. Но за жал Фондот за здравствено осигурување Тетово, без да ги состане комисиите, раководителот на фондот и правната служба донесуваат исто негативно решение. Повторно не ја послушаа одлуката на министерството, напаствијата кои беа дадени за да се продолжи боледувањето и да се постапи согласно член 242 став 2 од Законот за општа управна постапка. Поради тоа јас бев принуден повторно да поднесам жалба до министерот за здравство од 9.9.2014 година. За жал, жалбата се уште не е дефинитивно решена. Единствено што е направено, министерот формирал комисија за контрола на боледувањето, од која комисија се состана на 7.10.2014 година, на која присуствував и јас и после извршеното интервју и контрола на лекарската документација. Беше заклучено дека на вистина јас сум осигуреник кој боледувам од наведените болести и на кого комисијата во Тетово и првостепена и второстепена неправедно го прекинува боледувањето и истото треба да биде продолжено. Но за жал, кога ја отиднав јас со наодот и мислењето од лекарската комисија во Фондот за здравство во Тетово, правникот ми рече дека за нив ова е ништовно и дека без конечно решение од министерот за здравство на Република Македонија, кој треба согласно членот кој е донесено
првото решение 242 став 3 да донесе конечно решение и во тој случај би можело да се продолжи боледувањето. Во оваа прилика сакам да изразам една голема благодарност до клиниката за кардиологија во Скопје, од сите професори кои ме лекуваат од 2010 година до денес, начело со директорот на клиниката господинот Кеде. Денеска дојдовте тука, завршивте ли работа? Што, бевте во архива или побаравте некој? Јас денеска бев во архива, исто така ги доставив барање, бев и во кабинетот, побарав прием во кабинетот на министерот, кај советникот, што го водеше случајот, претходниот случај, за да ја убрза поставката ако е можно, како би можел да го користам правото од законот и уставот на Република Македонија, бидејќи јас сум човек со 61 година возраст и на 38 години работен стаж. Ова ми е прво боледување во мојот живот, значи јас немам користено ниту еден слободен ден, може да се види и во фондот да се земе образецот дека јас болување немам користено. Исто така и покрај тоа јас доставив и до ИПК дека мојата здравствена состојба е лоша, предлог на лекарите, но за жал ИПК ме одби. Инвалидска комисија ве одби? Инвалидската комисија ме одби. Што ви беше кажано денеска? Денеска ми беше кажано да чекам дали ќе ме прими, а не сум задоволен од правната служба, односно од секторот за контрола на работата на ФЗО при Министерството за здравствено образование, не при Министерството за здравство на Скопје, затоа што не е коректен односот на кој ми укажуваат на постапките, би ако се работи за итна постапка за боледување, не може од овој векува 60 дена да се чека последниот рок, наместо да се реши за 7 дена, и не сака да го решат за 30 дена веќе поминати се. Ве примили некој тука? Моментално денес не сум примен, кажува дека се на состанок, ќе видам уште еден одлик ќе направам и ќе видам дали ќе ми биде да примен или не.